Веројатно секој од нас има нешто што му е посебно драго, или како што велиме драгоцено, или со други зборови скапоцено, кој што посебно го вреднува, или кој што нема цена. Сите имаме ние по нешто. И при тоа не мислам на пари, веројатно, и на сребро и злато, кои што секако се, или наки, да речеме, секако тоа се скапоценности. Нели, така ги викаме, меѓутоа има работи кои што не се купуваат со пари, нели? Што би направиле вие ако вашата куќа зафати пожар? Што би било, или имате прилика да нешто изнесете од таму, што би било тоа што би го изнеле? Може би, што знам, ке се фатиме за парите прво, кои што предпоставам дека се во банка, ако ги имаме, не во куќа, ама ете, може би некоја злато или било што. Или пак, ке трчаме да спасиме нешто друго. Како што реков, има работи кои што не се купуваат со пари, а се скапоцени. Самиот збор, нели, скапоцено, доаѓа од скапа цена, значи сте дале со тоа, или скапо сте го платиле. Но да видиме во Библијата кои работи се скапоцени. Читаме најнапред во 36 псалм, псалм 36, стих 7. И овој стих гласи, вели, колку е скапоцена Твојата милост, о Боже. Навистина е скапоцена. Ако по милост се спасуваме преку вера, тогаш навистина е скапоцена. И фала му на Господа што се уште живееме во времето на милост. Посебно во ова последно време, кога времето одминува, тоа време на милост одминува, и како е скапоцена милост. Да ја искористиме, доека ја има. Во Захарија, во 3 глава, може и да отвориме, ајде. Значи, предпоследната книга од Стариот Завет, во 3 глава, кај што имаме онај опис, ја би рекол најдобриот опис за тоа, како Господ не облекува во неговата правда, во Христовата правда, го имаме онај Исус првосвещеник, не се мисли на Исуса Христа, кој што стои пред Господовиот ангел, вели, и сатаната, во првиот стих читам, му стоеше одесно за да го обвинува. Господ му рече сатаната, Господ да те прекори, сатано. Господ кој го избра Ерусалим за да те прекори. Нели е тој главно изваден од оган? А Исус беше облечен во валкани облеки. Еден опис за тоа, за секој од нас, дека нашата правда е само валкана облека. И, нели, Господовиот ангел наредува да му се соблече таа валкана облека, да не читаме се, и да се облече во скапоцена облека. Што е слика на Христовата правда. Христовата правда е скапоцена. Без Христовата правда, навистина, не можеме да го видиме небото. У таа смисла е навистина скапоцена. Прва книга Самуилова 15:22. Од неодамна имавме стихови утрински за Саул. Прва книга Самуилова 15:22. Нели кога наместо да уништи се што е амаличко, тој ги сочувал покрај цароти, оние најубави, највредни говеда, овци, стока и така натаму. Демекете за да подосна ги приложи како жртва. И Самуил му вели во 22 стих од 15 глава, дали му се на Господа помели палениците и приносите од послушноста кон неговиот глас. Знај, послушноста е поскапоцена од најдобрата жртва. Покорноста е подобра од овни. Послушноста како поскапоцена, овде ја гледаме, од било каква жртва. Пословици 8:11 или изреки 8 глава 11 стих. Зашто мудроста е поскапоцена од бисери и никакви скапоценици не можат да се споредат со неа. Ни сребро, ни злато, затоа може да читаме во 3 глава од Пословици.
Мудроста е поскапоцена од било какви скапоценности. Прво Петрово 1.7. Еве само што ја завршив мината сабота поуката за првото и второто послание Петрово. Прво Петрово 1.7 вели, ќе се сетиме веројатно на овој стих, та вредноста на вашата вера, значи преку искушенијата, преку пробите, која е поскапоцена од пропадливо злато, кој се испитува во оган да се покаже за пофалба, слава и чест при откровението на Исуса Христа. Верата како поскапоцена од било какво пропадливо злато, овде го користи овој речник Петар, кој што подосна во клучните стихови ќе го видиме повторно. Псалм 72. Че видовме послушноста, мудроста, милоста, верата како скапоцени, како скапоценности во Библијата. 72 псалм од 12 стих читаме, вели: тој ќе го спаси бедниот што воздивнува, угнетуваниот што нема помошник, ќе им се смилува на немокниот и бедниот и ќе му го спаси животот на страдалецот. Ќе ги ослободи од неправдата и насилствата, зашто нивната крв е скапоцена во неговите очи. Крвта на угнетуваниот, на страдалниот, на бедниот во Господови очи е скапоцена. И не само нивната. Ако читаме во Матеј 13 глава, параболата за тоа, мислам споредбата, за тоа што е, меѓу другото, Божието царство, на што наликува, нели најнапред вели на богатство скриено во нива, но ние читаме сега 45 и 46 стих од Матеј 13 глава. 13 глава, Матеј, 45 и 46. И пак, Царството Небесно е слично на трговец кој бара убави бисери. А кога најде еден скапоцен бисер, оди и продава се што има и го купува. Што представува бисерот во оваа парабола? Сеќаваме. Да, тоа е едната примена на параболата. Меѓуто оваа парабола има двојна примена. Да, Исус е. Спасението во Исуса е скапоцениот бисер, кој што навистина е повредно од се, и човек треба да остави се за да го грабне спасението, односно да го има Исуса. Тој Павле го сватил, нели, имавме малку дискусија во пуката. Но другата примена параболата дека тој скапоцен бисер сме јас и ти, и сите ние. А трговецот е Исус. Исус платил со висока цена заради нашата скапоценост. Сите ние сме скапоцени во неговите очи. Значи, крвта на секој од нас е скапоцена во неговите очи. Како што вели во Захарија 9.16, накратко да отвориме таму, Захарија 9.16, Господ Бог нивниот ќе ги спаси во оној ден како стадо, тој ќе го пасе својот народ, како безценето камење на круната, тие ќе блескаат во неговата земја. Сите ние сме безценети, сите ние сме скапоцени бисери во неговите очи. Секој од нас, не заборавете го тоа. Секој еден од нас, сите живи суштества, луѓе на оваа земја се скапоцени во неговите очи. Тоа се скапоцени бисери, за кој што тој скапо платил. Джабе не вели Павле, на две места дори. Во прво послание до Коринќаните не мора да отвараме 6.20 и 7.23. Скапо сте купени, вели Павле. Како сме купени? Прво Петрово, ова се клучните стихови, едно и од поубавите стихови. Прво Петрово послание, 1 глава, 18 и 19 стих. Знаејќи ги да не сте откупени со распадливи нешта, со сребро или со злато, од својот суетен живот што ви е предаден од вашите татковци, туку со скапоцената крв на Христа, како невино и чисто јагне. Како сме откупени? Со скапоцената крв Христова сме откупени.
ни сребро, ни злато. Па, ако беше можно да биде откупен нашиот живот со сребро и злато, то Исус, мислам, Господ можеше многу лесно да го направи, без да го жртвува својот син. Сето сребро и сето злато, вика, на земјата е негово. Не само на земјата, мислам. Кој знае какво злато и сребро и какви скапоценности има по другите планети, насекаде по Вселената. Меѓутоа, ни сребро, ни злато не можеше да не откупи, за сметка, за жал, мислам, затоа што Библијата не била доступна до народот во средниот век, па биле злоупотребувани и црквата се богатела, тогашната црква се богатела, католичката, нормално, вели, се богатела на сметка на незнаењето на народот, па им собрала и злато, и сребро, и се што имале. Меѓутоа, не знаејќи овој стих, Мартин Лутер, подоцна меѓу другите стихови овој, ти го открие и ќе свати дека нашиот откуп не е можен ниту со сребро, ниту со злато, ниту со било што, туку со скапоцената Христова крв. Скапо сме купени, навистина. Морал Исус да се даде себе си, да ја пролее својата крв на крстот, за да не откупи. Само така било можно. Ако било поинаку можно, тоа Господ ќе го направил. Меѓутоа не било можно. И замислете, ова е убавината на Евангелието. Ова може да ни помогне не само да живееме свето, затоа што вели, пазите како беше 18 стих, знаејќи дека не сте откупени. Предходните стихови во контекста го читаме, ќе видиме дека Петар повикува на свет живот, на свето живење, на богобојазливо живење. Што друго ако не, ова може да не поттикне навистина да живееме свето, да живееме побожно, да ја твориме Божјата волја, знаејќи дека сме скапо купени, откупени со Христовата крв, скапоцен. И не само тоа, туку и во нашиот меѓусебен, меѓучовечки однос, кога ќе сватиме дека и јас сум откупен, како? Со скапоцената Христова крв, и кога ќе сватам дека и ти, и тој, и другиот е откупен, по која цена? По истата цена. Истата цена е платена и за вас, и за мене. Тогаш нема да гледам на братот или на сестрата како на нешто пониско од мене, туку на вистинска, иста вредност како и јас. Скапоцен бисер, секој од нас скапоцен бисер, кој што беше откупен со скапоцената Христова крв. Јован 12 глава, 3 стих. Што имаме овде? Имаме Марија Магдалена. Незиниот одговор на тоа кога сватила кој е Исус, навистина уште пред да го даде својот живот, ќе го помаза со што? Што е ли третиот стих? Тогаш Марија зеде литар миро од чист и скапоцен нард. И го помаза, ги помаза Исусовите нозе и му ги избриша нозете со својата коса и куќата се наполни со мирисот од мирото. Колку време, читаме таму Елен Вајт ни опишува, штедела, колку ја чинел овој скапоцен народ, џабе не е наречен скапоцен, навистина бил скапоцен, овој мирисова миро да се купи. Штедела и не мислела дека тоа е растурање, туку смета дека Исус заслужува и многу повеќе од тоа, меѓутоа тоа што можела, тоа му го дала. Видите каков е одговорот на вистинската љубов, на љубовта, со која што Господ не возлюби нас уште од вечност. И него поштади ни својот син. Исус го даде животот, ја пролеа таа скапоцена крв за да плати откупнина за секој од нас, и Марија му возврати со скапоцен нард. Ние нема да си ги миеме и бришеме нозете со скапоцен нард, но можеме да му возвратиме на Исуса, знаејќи дека
току скапо плати за да не откупи, барем со трунка љубов од наша страна, мијејќи му ги нозете на братот или на сестрата, затоа што Исус заслужува, но и братот и сестрата заслужуваат. Во која смисла? Затоа што и за нив беше платена истата цена, како и за нас. Така да, со овие зборови, имајќи в предвид дека сме скапо купени, да пристапиме најнапред кон обредот на понизност, а подосна и кон светата причест, па ја најнапред би ги замолил сестрите во долната просторија да заминат на овој чин, подосна и ние браќата. Повелете.